Добар ден. Ако најавам дека денеска ќе зборуваме за оној музички настан што секоја година редовно започнува како мелодрама, завршува како комедија, претпоставам дека многумина ќе наседат дека ќе зборуваме за Евровизија, односно за македонскиот настап на Евросонг. Точно така, денеска ќе отвориме дилемата има ли поента македонското учество на овој музички надпревар од интернационален карактер со оглед на тоа што го нудиме како представување на Македонија. На оваа тема ќе зборуваме со нашите драги колешки Валентина Георгиевска-Парго и Бисерка Велковска, двете новинарки долгогодишни токму од сферата на музичкото и естрадното новинарство. Добре дојдовте во студиото на Зебра. Добре дојдовме. Пред да почнеме со дискусијата, само уште една мала напомена дека можете да коментирате на Facebook страницата и на Twitter профилот наш Зебра со хаштагот ЗебраМК, пред воопшто да почнеме да дискутираме и да го чуеме, односно да го видиме и да го слушнеме клипот што претходниве неколку денови фактички предизвика многу интерес и нас не потекна малку порано да ја отвориме оваа дискусија. Change the world. Тоа што годинава почна со изборот на песната Империја, потоа се продолжи со спотот, а и со промената на новата песна пред да се разреди, се чини дека добива нови димензии, овој пат со представувањето на нашите пејачи на концертот за Евровизија во Амстердам. Токму овој клип го видовме и тој предизвика силни реакции на социјалните мрежи. Бисерка, што мислиш, за што се работи овде ова сега што го видовме? Се работи за некаков проблем, не сме со гласот или е толку е капацитетот или има некој друг проблем? Далеко од тоа дека наисме е толку капацитетот, претпоставувам дека е нешто инцидентно и дека веројатно гласот ја откажал, меѓутоа дамката што останува за неј за лично, бидејќи јас не многу ја почитувам како уметник и навистина не гледам што би барала на Евровизија, останува, а исто така останува и на македонското представување годиношно на тој фестивал. Дали дилемата, она која што ја отвараме и денеска, и не е ни прв пат отворена дали Македонија треба да оди на Евровизија или не, всушност се отвара секогаш кога сме разочарани на некој начин од нашиот настап. Не се сеќавам дека таа дилема беше поставена, например, минатата година, кога Калиопи имаше еден навистина достоинствен настап од кој што ниеден граѓанин на оваа држава не верувам дека се срамал. Дали за тоа прашувам, дали е тоа лажна дилема или ние имаме преголеми очекувања? Како ја гледаш целата оваа еуфорија? Значи, прво не треба да постои воопшто дилема. Ние сме дел од Европа и верувам дека кај сите европски граѓани сме добре дојдени на секоја манифестација од ваков карактер, од забавен карактер. Не треба да се срамиме од самите себе, меѓутоа треба добро да се организираме, добро и паметно да се изведе целиот проект почнувајќи уште од тука. Во принцип, значи, јас сум поборник на тоа максимално 100%, значи да се оди на Евровизија, но секогаш ги потенцирам грешките, барем според она што јас го согледувам како грешка и од моето искуство како новинар и како следач на Евровизиите. За жал, секогаш во принцип, освен со одредени исклучоци, сме били разочарани од Евровизија. Не заради нашите изведувачи, најмногу заради изборот на песна, најмногу заради тоа насилно составување на компонентите кои не одговараат една со друга. Значи, ние никогаш не сме им дале уметничка слобода и креативна слобода на творците, на изведувачите да направат нешто со кејф, онака од срце, нешто спонтано, за кога ќе одат таму да се представат со една позитивна енергија и во една убава форма. Годинава сведоци сме на се што се случи од самиот почеток па до сега, па не знам и како ќе заврши
сето ова. За жал настрада уметниците во случајов ЕСМА е уметничка од светски калибар, значи неприкосновена уметничка за која можеби уште не сме свесни каква димензија има таа жена во светот и е воведена во една незавидна ситуација. Ова навистина несреќен настап, кој е твоето објаснување? Па искрено да ви кажам, значи најотворено ќе ви кажам, ми се допадна еден коментар на Твитер што го прочитав, рече што очекувавте, жената за 10 дена имаше 20 митинзи и шетање и секакви ангажмани, значи не станува збор за незините политички ангажмани, меѓутоа жената е навистина премногу истрошена во секој поглед. Знам со какво темпо живее за незини години, а таа треба само да се одмара и само да да си го поминува денот релаксирано, а ЕСМА е преангажирана и со настапи со се. И тоа е едноставно пред се и психолошки момент на секој ни се случува да ни снема глас кога зборуваме, некога пееме. А и да си кажеме, значи песната не е она што ЕСМА треба да го изведува, особено не на Евровизија. Годинава е година на година. Последните години економската криза во Европа кулминира, а тој и се отсликува и во Евровизија. Многу земји годинава го откажаа своето учество, неколку и балкански. Во тој поглед ние понатаму тераме. Мислиш ли дека требаше, ако ништо друго, барем од тој аспект годинава да одмориме или? Тоа би ми било еден од клучните аргументи. Мислам дека во време на рецесија македонската телевизија можеше по-рационално, по-умно да се го искористи буџетот. Ги почитувам сите тие земји што се повлекоа, барем привремено, нели не мора да значи дека тоа е трајна одлука. Од друга страна па и не гледам зошто по секоја цена мора ние да се трудиме да бидеме дел од друштво во кое што служиме само за кворум, за некој да има доволно учесници за да биде победник меѓу, не знам, меѓу 24 или меѓу 40. Друштво во кое буквално ни удираат чврги. Значи секоја година ние нашите песни ниту изведувачи не се во фокусот, туку во фокусот е, не знам, нашиот спор со името или Грција колку поени ни дала и такви работи. На крајот на криштата, ако веќе одиме, тогаш треба тоа да го правиме релаксирано, треба да праќаме млади изведувачи кои што би можеле на некој начин да се промовираат во Европа, да не ги трошиме на такви манифестации докажаните уметници од калибарот на ЕСМА и едноставно да не се оптоваруваме ни со успех, ни со ништо, туку да праќаме добра песна и добар вокал. Не звезда локална овде, бидејќи очигледно има разлика. Не само ЕСМА, за мене и Владко потврли во оваа изведба во Амстердам и мислам дека не е исто да пееш во клубче тука пред локална публика и да пееш. Значи треба да бидат свесни дека има разлика и дека таму не ги знаат дека тука се веќе звезди. Маја спомена настапот на Калиопи, значи ние досега пративме повеќе калибари на звезди, значи помали и поголеми условно кажано, и тоа некои не се пласирани во финалето, а тие што влегоа и немаа некој особен успех. Дали тоа не ни го отсликува капацитетот кој што го имаме тука помеѓу? Генерално поп естрадата според мене никогаш не е била во полоша форма. Немам тоа прецизно објаснување зошто е тоа така, веројатно затоа што не им се исплати или не се трудат едноставно. Кај нас се сведува на тоа ќе станам славен за не знам за некакви привилегии за да ме познаваат на улица, за полесно да влегувам во диско или што знам. Меѓутоа не можам да кажам дека имаме вистинска звезда од калибар што заслужува почит. Има ли некаква информација колку ја чини Македонија, нас граѓаните на Македонија овој настап на Евровизија и секако не се тоа само вложени пари, туку и очекување и страст и енергија и цела нација паѓа во екзалтација кога е во прашање Евровизија. Смислам дека тотално се будат страстите на социјалните медиуми, колку и да е небитен настанот или некои сакаат да го прикажат како таков, гледам некако сите се чувствуваат засегнати да го искоментираат. И колку е важно тие 3 минути за мала земја како нашата, дали ни значи нешто за меѓународно представување? Што добиваме? Значи, секоја секунда од тие 3 минути значи не само за нас, туку за секоја една земја. Евровизијата е слика на Европа. Мораме да признаеме дека многу беше поинаков имиџот и изгледот на Евровизијата некогаш, кога земјите беа поинакви и самата атмосфера во земјите, а каква е денес. За жал, Евровизијата и самата кога ќе гледате добивате чувство на хаотичност и на хаос, бидејќи сите земји нешто се обидува да се представат поинакви од какви што се, односно да се представат само од некој комерцијален аспект во тој момент да ја ќарат публиката. Станува збор за представување на уметници, бидејќи знаеме дека естрадата и популарната музика
музика, како што е Вејџаро има една изрека, е божица на јавниот живот, значи тие јавни личности, тие уметници се лицето на една нација. Од тој аспект должни се уметниците да се представат во највистинско светло, а организаторот е должен пак да им овозможи убави услови да се избере секако што треба. Затоа што и самите знаете кога ќе гледате некоја земја, одма викате од оваа земја што очекувавте. Значи тие предрасуди, а ние мислам дека имаме потенцијал да се представиме подобро и најдобро, и самата Калиопи минатата година го докаже тоа. И сега тоа што ние избираме да одиме на ваков начин, префрлувајќи ја вината на други, да се избере, не знам, прво оваа година јас го поставувам прашањето зошто спојот Есма и Лозано, каде е спојот и кој го одреди тој спој. Кога ќе ми го одговора тоа прашање, ќе си најдам одговор на другите прашања. Ако сакавме да испочитуваме Есма, можевме да ја пуштиме во нејзин стил, да се испее нешто од нејзиниот репертоар, и бидејќи таа е кралица на ромската песна, значи ќе го добиеше сето тоа тој облик на некоја ромски мелос, а сега сува што сакаме да покажеме. Ова што зборуваш... Ако има вистина во тоа дека естрадата била лицето на нашата нација, тоа подитно ни треба пластичен хирург? Во принцип, значи, јавните личности и естрадата се божица, така, значи, според Џаро, кој има искуство со тоа многу повеќе од сите нас, а и, веројатно, мисли на она Ю естрада, каде што навистина имаше разноликост и уметници од врвен калибар во секоја сфера на естрадата. Тоа што го спомена има реално врска со изборот на представник. Ние од осаместувањето до денеска неколку формати на избор на представник направивме, значи со последниот кој што реално, како што само да кажа, не може да се одреди како дојде до него. Каде ни е тука проблемот? Зошто не можеме да најдеме некој формат, тоа прашање за двете реално, зашто не можеме да најдеме формат кој што ќе ни функционира, значи? Формат не можеме да најдеме затоа што прво не сме своји. Прво трчаме и се трудиме да му угодиме на европскиот музички вкус, кој што очигледно варира и кој што се движи од вкус за добра музика. Се појавуваат повремено и добри песни до желба за исмевање на фестивалот, значи откако почна да се дозволуваат такви настапи, мислам дека фестивалот се урниса и дека тоа веќе не е тоа што било. Ниту во последниве години се појавила некоја песна што може да остане евергрин, ниту пак е лансирана светска звезда како од тип калибарот на Селин Дион или Аба како што биле на времето. Така што се дека ние се трудиме или да му угодиме на европскиот вкус или да ископаме од нашето етно па да направиме нешто поп, треба едноставно да се фокусираме, мислам да им се даде што вика Валя слобода на уметниците, да творат не за Евровизија, туку за да се слуша таа песна. И тогаш евентуално може и ќе изгледа нешто. А сега дека трчаме, односно каскаме тоа што било лани хит на Евровизија, ние го препакуваме оваа година и се така секоја година од почеток, ништо нема да добиеме. И оваа година јас не можам да додам кој е автор на песната, од тоа што читам повеќе се како некој Можно ли е така нешто општо да функционира и таа песна на крај да искочи? Да, ако е тоа уигран тандем кој постојано работи, а не сега се собрали два автори кои не се ни познаваат во животов, па прво енергијата и синергијата не е тоа, не може тоа, значи музиката си има свои правила, тоа е изблик нели од душата, не е нешто ќе го местиме, ќе го радиме сега по наше. Значи, искрено вака ќе кажам, секоја година е диригирано заминувањето на нашиот представник, тука е грешката. Многу убаво е формулиран фестивалот, значи формулацијата си е песна на Евровизија, нити звезда, бидејќи не може нашата најголема звезда е секогаш помала од секоја звезда од другите земји, бидејќи по дефолт тие имаат по 10, 20 и 30 милиони луѓе и ние не можеме звезда да понудиме поголема од нивната. Нити пак композитор, еве условно речено, песна на Евровизија. Не се бара манекенка, не се бара манекен, не се бара фотогенично лице, не се бара, значи се бара пред се песна и едно целосно представување. Сега ние тука не можеме тоа да го сватиме, кога ќе го сватиме, ќе ни е малку подобро. Апелирам секоја година, значи да нема такви исфорсирани пуштања на Евровизија. Си има, значи, доволно компетентни музички и способни лица кои ќе оценат ако веќе се избира по некој клуч кој доди на Евровизија дека тој заслужува. Значи, ајде ние да трнеме од тоа што имаме еден светски познат Џајковски. Каде е Џајковски? Каде се уметници од рангот на Маџиров и слично кои, значи, на еден поширок простор се докажале, твореле и се прифатени. Зошто тие не се вклучат во едно вакво представување? Еден куп други, Дуке Бојаџиев, светски композитор и ред други кои се многу малку застапени во нашите медиуми. А звезда музичка кај нас
честни исклучоци немаме, бидејќи едно е медиумска звезда која дава по 10 интервјуа за порталите денес, друго е музичка звезда која на пазарот е потврдена преку концерти, преку продажба на CD-ња и така натаму. Дали за тие истакнати композитори и Јас музички се имиња, замешала токму Евровизија би била композиторски авторски предизвик? Значи, јас лично би се разочарала ако го видам Џајковски, не би го слушала Или веќе, не би Бојаджиев, му или одела на Коџабашија концерти, ако да го видам на пишуваат за Евровизија. Тоа е Евровизија е предрасуда. толку урнисана, толку мислам е претворена во треш фестивал, што мислам дека греота би Не било би така. нашите квалитетни имиња да си ги трошиме таму. Ништо не презентираме ние во 3 минути, напротив само трошиме пари и сега е уствари многу лесно да се следи мислењето на јавноста во светот. Значи не е мислењето на медиумите, туку баш на јавноста и тоа преку социјалните медиуми. Пред некоја година, не знам точно, ќе ви излажам ако кажам точно која година беше, прочитав твитот типот, меѓутоа не беше само тој единствен, многу имаше. Твитот типот, Македонија е трендинг на Твитер, значи во топ 10 твитани теми. Е трендинг на Твитер, сигурно почнале евровизиските полуфиналиња, само таму и ги има. Од британка беше авторот на твитот. Значи не е некоја позната, анонимна сосема што го следи фестивалот или не го следи, а го коментира, не е битно. Битно, сакам да кажам, впечатокот што ние го оставаме дека не има само во евровизиските полуфиналиња и тоа не исклучува не само од финалето, туку од се друго. Што презентираме ние? Ако сакаме да ја презентираме поп сцената, па зошто не се фокусираме на MTV? Од MTV регионалната се стигнува на другите станици на MTV и до светските издавачки куќи и композитори. Ако имаме стварно капацитет и квалитет. А ако не, на Евровизија буквално мислам дека ништо не добиваме. Ама баш ништо. Се согласуваш, Валя? Не се согласувам, морам да ја кажам на мојата драга колешка. Значи, вака Евровизијата е предизвик за секој автор, но кој колку добил понуда и так натаму еве годинава имаме значи композиција и од гитаристот на Black Sabbath, значи не може да кажеме дека неговиот углед со тоа е урнисан. Тоа што ние, значи и другите земји еве вака како нас желни за победа по секоја цена праќаат можеби не првокласни автори изведувачи, тоа е веќе голем пропуст и поради тоа се откажуваат и другите земји кои имаат да понудат нешто повеќе над тоа. MTV регионалниот морам да признам дека мене не ми е репер за некој многу голем квалитет, секако ги почитувам уметниците кои се појавуваат таму, но Евровизијата не бара копирање. Значи, оно што самите го кажавме многу пати, бара оригиналност. Не мора ние да е таа песна која е успешна потеркот на тие од MTV или не знам потеркот на тие од Турција или од не знам каде. Кога ќе им се даде онаа креативна слобода, сами ќе си кажат авторите што имат и каква песна ќе направат. Не може ние да, сега може и тоа да се случи, но не верувам дека Џајковски ќе понуди како автор лоша песна за на Евровизија. Ако ништо друго ќе е хитовска и лесно прифатлива. Тоа што го спомена Бисерка има врски со очекувањата. Зошто ние генерално како земја кога ќе дојде Евровизија имаме до плафон ги градиме очекувањата. Значи зошто конкретно за тој настан очекуваме дека некако чудо баш оваа година ќе се случи ако претходната не се случило. Па еве и да се случи што со тоа? Што ќе добиеме? Чудо би било да влеземе во финале со Еве да победиме. Што ќе добиеме? Ама прашање ми е зошто ние како нација очекуваме, зашто толку градиме конкретно за овој настан, нешто надополнуваме? Немаме ние многу да речам такви од таков поголем формат манифестации на кои што настапуваат наши уметници, а и тие што настапуваат како Суперхик Џајковски, го спомнав пред малку Дуке Бојаджиев, Маџиров и ред други, не се желни по секоја цена да ги имат. Тие настапуваат низ Европа еднаш или два пати месечно, а ни толку не се во медиум застапени. И ние немаме реална проценка колку тие се успешни, популарни надвор од тука и сме сконцентрирани само на локалните звезди. Кога наша звезда која тука е пумпана, ќе оди таму ништо не ќе направи, ние сме изненадени како може таква звезда од таков калибар да не постигне успех. А не сваќаме дека таа звезда таму се стопува во масата и не е звезда. Бисерка, Вале, ви благодариме што бевте денес гости во студиото на Зебра. Многу брзо измина времето. Фала многу што ги споделивте искрено вашите спротиставени ставови, нели тоа е идејата на дебатата. За гледачите продолжуваме во петок на истата тема од студиото на Зебра. Во меѓувреме можете да коментирате на Твитер на хаштагот ЗебраМК, латинично и кирилично и секако на нашиот пејдж на Facebook. Поздрав!